Денешниот пораз од Грција ја става Македонија во незавидна позиција во квалификациите за Европско првенство 2020. Ваше видување за овие два надпревари со Турција и со Грција и што да очекуваме од Македонија понатаму? Јас мислам дека треба променати многу работи, зашто не се играме добро, одбраната не беше добра, напад не беше добар и треба да играме како ние играме пред една година и добро, ама спортот е така, треба да се враиме ова и треба да работиме повеќе. Зависи ли формата на играчите во своите клубови од настапот во репрезентативниот дрес? Никогаш не се знае, ситуацијата е така, јас знам кога ние си играме Европско првенство, јас мислам ние си играме многу добро и квалификација против Руманија, сега не е така и треба да научиме да играме како ние си играме преходно, знам дека е тешко, ама не можеме да правиме ништо, треба да работиме. Може ли Македонија до пласман на ново Европско првенство? Е многу далеко, што треба да играш многу напревари, тука ти кои изгубиме, знам дека е тешко да разбираме, ама така. И ние имаме вода против Турција, после треба да играме во Греција дома и јас мислам ќе имаме шанса против Исланд и не знам што е многу рано, треба да играме многу напревари и ќе видиме. Публиката ве знае од Вардар, го донесовте оној драгоцен пекар Лигата на шампионите, сега сте во ПСЖ. Како оди транзицијата од Вардар во ПСЖ? Како се сноѓате? Добро, различно, менталитет е различна и треба да се позна од нула, зашто јас сум нов и треба да се позна да тренирам со овие играчи, никогаш не бев со овие играчи, ама јас сум задоволен како е се, јас знам дека треба да играме подобро, ама играчите треба да се навиднат и да играат со мене и знам дека е тешко, ама се трудат многу и имаме време и до сега се според план, повеќе или помалку, ама јас мислам дека можеме да играме подобро. Очекува многу ракометни фанови дека може би Девис или Парундо ќе бидат помошници на крај Хота Гонзалес. Како е соработката со тренер? Добро, јас сум многу задоволен да биде со мене, зашто ме помага многу, јас знам да работам со него, зашто кога јас бев млад, јас секогаш ние бевме заедно и е мојот пријател и јас разбира многу ракомет и се труди многу, јас сум многу задоволен да биде со мене во Париз. Бевте ли изненаден можеби од почетокот на сезоната за Вардар? Но, зашто Роберто Паррондо е многу добар тренер, многу добар, има квалитет, знае, разбира и после играчите се многу добри, имат искуство, клубот е најголем клуб и Вардар играсе многу добар првите 5 надпревари, мислам. И јас знам дека сега имат шанса, треба да веруваат и со сигурност ќе помина групата и после кога ќе вкрстува со друга група, Вардар секогаш дома игра фантастично и ќе има шанса секогаш што играчите и тренерот и кога се играва во Скопје со публика е тешко да победиш таму. ПСЖ некако има одличен старт во Лигата на шампионите. Една паралела може ли да се повлече меѓу Вардар и ПСЖ и очекувањата за во иднина? Не, никогаш не се знае, зашто е многу рано, сега играш многу напревари, ама само треба да знаеш каде ќе видиш и не знаеш кога противникот ќе играш и јас мислам дека кога играш Лига на шампионите треба да бидеш спремен во март, април, зашто таму се играат вкрстувањата и ќе видиме спремни. Ке недостасува ли Карабатич овие неколку месеци? Карабатич за нас е многу важно, зашто е многу добар играч, сите знаеме и може да игра одбрана и може да игра напад. Тогаш е многу важно, ние немаме многу играчи, сега не може да игра со нас и треба да се вравиме и треба да се спрема со други играчи и јас мислам дека до крај на сезона ќе биде со нас и треба да пошто треба поможни, треба еден играч како Никола Карабатич. Што ви недостасува од Скопје? Скопје е супер, секогаш кога сега бев 5 месеци без
Се Скопи, сега кога доаѓам во Скопје, јас сум многу среќен да видам тука, зашто бев 4 години и пол многу добар тука. Има ли притисок од челните луѓе на ПСЖ дека треба да се освои тој трофеј во Лигата на шампионите? Не зборува, јас мислам дека не, како сите сакаат да победат, играш со Вардар и претседател сака да победи и играчите сакаат да победат, новинарите сакаат да победат и сите сакаат и Париз иста ситуација. Јас мислам дека кога играш и кога тренираш со најдобрите клубови, сите сакаат да играат, сите сакаат да победат и Беспрен и Пик Сегед и Киелсе сите сакаат. Има притисок секаде. Можете ли да издвоите 4 екипи кои што до сега покажале дека можат да играат во Келн во мај? Јас не сакам да мислам. Јас имам многу проблеми, не сакам да мислам што ќе се случи после. Јас се фокусирам на клуб Париз и ако Париз е таму, ќе биде добро и тоа.